задрugата сме 10 членови, а имаме кооперанти од тоа се варира од 350 до 400. Со наводнување е опфатено 780 хектари. Значи ние сме расположени за во иднина да самата задруга се зачленуваат и повеќе членови кои ќе си го најдат чајрот овде кај нас. Значи има и наводнување, и ладење, во иднина не чека и производство, и пласма на производот. Имаме околу 750 пчелни семејства, од кои собираме годишно околу 10 тона мед. И веќе во наредната година да дојдеме до бројка од 1200 пчелни семејства. Пчелните производи ќе ги продаваме под исти бренд. На секоја етикета ќе се знае кој е производителот. Планираме во иднина да го прошириме нашиот асортиман, не само со производство на пчелни производи, туку и со рурален туризам. Членуваат точно 11 члена, од кои што 7 се мажи, 3 жени и 1 правен субјект. Нашите намери се да се зголеми членството во задругата. Како задруга покрај тоа им помагаме околу изготвување на документација при повиците од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно Агенцијата за земјоделство и рурален развој, за апликација на набавка на високостелни јуници, овци, кози и така натаму, помош при апликација за субвенциите и така натаму. Покрај тоа планираме понатаму да го прошириме членството, а со тоа и да ги прошириме и услугите, например да набавуваме и заеднички да им набавуваме храна, сточна храна за фармерите и така натаму. Околу стимулација во отварање на сопствени бизнеси, да речем сега фарми и така натаму, и да се некако стимулираат младите повеќе, и за жал нашиот регион масовно се иселуваше и продолжи на тој тренд за странство, и кога би имале добри услови за работа и за создавање, значи и печалба да има, сметам дека луѓето, а и младите не би оделе во странство, но сепак треба да се некои субвенции поголеми, можеби треба за ваквите региони.